И еве го дело, најубав на свето. Значи најубаво дел од Селце Апхил. Овој морам да го снимам денеска. Тежок е за возење и реално 97% ги туркато што сите овде. И нарочито со 29-ка тешко се поминува. Али види брат, пилци од сите страни. Trail dog in the mix. Оде чисто за него закочи, да не си речиш дека се плашам. Гледај себата овде. Мислам дека имам снимено, ама што знам, едно видео. Ако имам или две, многу гасоници, многу. Вака се. Се овде. Ако не го ватиш педалото, кој аз сега што го ватив, тешко да поминеш. Хупа. Тоа е тоа. Ова беше најтешкиот дел реално, али бидејќи го знам пределов како оче наш, јас куче не си игри, играчки со мене. И така ти викам, се овдеки Апхилов е многу трсене, не се гледа колку е стрмно на камерава. Ова е како интро, шо праш како си знаеш горе, че кажи ме, али интересно интро, да не би топато, да биде. Се овде бате тешко е многу и може и да не го качим. Ајде бе, ајде. Иу. Кој се рече момче? Ајде че си кажеме за ние. Збор 2. Надвор од кацика. Downhill Селце сега ќе гледате, а во меѓувреме да си прикажеме нека приказка да кажеме избор 2 за претходното видео. Претходното видео, иначе здраво живо на сите, поздрав до сите бајкери, до бајкерската заедница, ве поздравам сите најљубезно од Селце. Прекрасен предел, го видовте Апхилот, тешко да се качи, ја мислам дека јас и шо знам, само јас. Тоа сега има качено. Не да се валиме, али да, качи го па прикажи. Да видиме. Слушај, сите овие видеа се мотивациони и ти ако не го свежеш мотивационо ова сето што го зборува, ја ишлајна само и тоа е тоа. Друго, во претходното видео се крием, не дека што не дува ветер, малце ветрен се дува. Во претходното видео, во видеото кај што скокам на топташ, на почеток од видеото се клавам нови пакни. Новите пакни не се уште улежени, да речем, на дискоите и немав предна кочница, бате, затоа паднав првиот пат лево во долу еден паднав 2-3 метра летнав, а вториот пат морав карпа заради тоа што ми се случи првиот пат. И после легнаа кочниците и има една секција стрмна, не се виде на видеото, таа ја спуштив, таа ме хајпна, го спуштив дропо, сакав и монстерот дури, ама многу дуваше и така да во наредна прилика ќе скокнам монстерот сигурно. А иначе тоа видео јас очекував да има поиќе лајкои, имаше слабо лајкои, слабо коментари. Зошто не коментирате, не знам. Коментирај пичка, кажи изе лајна, хейтај, од кај знам, не знам, за алгоритмо, за што велиме за видеото да се подкрени за. Значи слабо поддршка сакам да кажам. Ве замолувам за поддршка, like ми, subscribe ми, било што. Се знае како се поддржува каналот. Нарочито со коментари, мислам дека со коментари се подобрува алгоритмов за да котира добро на YouTube. И да кажеме збор 2 за сите што имате фенси бајк. Моето време е далеку од вашите, али ако твоето време е 2 минути, нареден пат дојди, извежбај си, направи 1.50. Не да се тркаш, са че речеш јас не сум тркач ово, чисто за те биде интересно, маре за да почнеш да идиш секој ден, ако не 2-3 пати барем, знаеш. Значи пак ти викам мотивационо ова, гледај го. Имаш фенси бајк, не е за слива тој, за овде е, за Downhill. Кој е бе? Еј, шуо. Еве вам се начекаја. Come stai? Molto bene. И здраво живо. Чај да. Дедо е бил професионалец, дедо е бил профи. И кај застанав.
И да кажеме некоја приказка, што знам што ќе ми текни се за... да, за Селце, например стазава Селце. Многу е стрмна, треба да дојдеш пешки за ти кажи самиот предел колку е стрмно и овде ки горниот дел е песоклив. Во далечната 2011 година јас и Гегичо, страшен херој е Гегата, будала за сите пари. Правиме муабет, мисля позитивно, пак нормално во позитивна конотација. Имаше спринт точак. Спринт имаше точак од оние бугарски не. Тој ти е близу кинески точак. Имаше V-брейк, задната кочица не функционираше, само предна имаше брат. И јас имав во 2010 година купив, во 2011 таму, не знам, 10-11 купив бизнис, направив некој таму и Specialized Hard Rock, мислам дека се викаше, Hardtail, од Specialized основниот модел Hardtail. И исто другаро се пуштаме на Селце, Селце лета братов човек, лета, 3 минути долу ме чека. 3 минути ако не ме чека се. Јас горниот дел лазам, како многу бавно го пуштам. И по една година во 2012 купувам убав точак, фенси точак, со дискои, со не знам, со амортизери воздушни, тоаш немаше такви работи, пичко матер, направиме од 2012 година. Rocky Mountain беше TSX 30 со 120 мм травел напред-назад. И сега му викам да га, сега му викам че виш ти. И се качуваме на Селце и брато па со спринтов. Јас со фул суспензија, па исто, не било до точако. Сакам да кажам, од Гегата точако беше, ти кажувам, исто како да се распаднеш вака, двете колца, ми се чини како на Флинстонс ќе му се распадне. Да лета, другер, да лета, на сите стази, кај одиме лета пред мене. Ја на езеро тогаш бев побрсот и појче кудици имав. Да, една приказка кажавме од старите добри времена. Имам еден куп вакви приказки, ако сакате. Кој што кажав, море малце коментар и јас ќе знам што сакате во видеава да има и иначе така се снимаме. Убав време, убав дено, фала му на Господ, фала ти Господе. Ќе направиме се еден даунхил на Селце, кој што кажав, ќе се обидам да бидам поагресивен со возењето, ама не е толку многу агресивен затоа што нема потреба. Ако случајно ме провоцира некој со многу подобро време од моето, слушай да не се валиме, се гледаме од кацика. Се гледаме од кацика како жугарам, се слушаме тоа од кацика и се гледате, вие гледате, а јас гледам убајни. Што ми беше мабето? Така ти викам за Гегава. За Гегава имаме незаборавни 2-3 години и после се расипа спринто и другаро не можеше да појче да го вози оти. Можеше стварно да се отепа страшно. Така. Имам едно видео од Зрзе, ако го најдам. Зрзе одевме со кола и исто возење се враќавме преку Мермер. И таа една приказка што ќе објаснам во некои наредни видеа. Со Гегичо. Ајде вака оде се. Предна кочевица не е лоша денеска. Успеав да наштелувам. Паклите се улегнати. Неки малце гужва. Опа! Опа! Добре беше. И опара нешто. Нека се живи здраво. Овде се качење, мора качење, знаеш. Само дивио може без качење. Ние додека сме живи, сакаме да уживаме во возењето. Куќето не следи, не знам. Овој скоков фрлаше, рекол, шуго друге. Знаеш го мрцнав малце налево. Овде чисто за бандашо да не го искривиме. И овде вака шак. И овде ќе си прикачиме. Знаеш да не... Да... Чисто ради кочници да не шуш буш. Али ќе се зема кочници други. Не е проблем. А убаво беше. Оле шибо за возењето не скасува. Оба. Овде многу прикочив. Можеше да не коча. Опа. Шибо. Убаво. Многу бо. Фала ти Господе на овој прекрасен ден.
Ајде, продолжуваме. Значи, продолжуваме на Данхил. Еј, човек. Ајде, клепај се на ти. Добре, супер. 29 че убаво ми легна. Не танцува многу агресивно. Али безбедно. Чисто за годините што ги имам. Малце респект да. Ради годините. Ту. Ау, да шумо. Ајде, шумо, да се напред малце. Шумо, другару, еј. Абе, да се мочам јас во водата, жива вода. Многу убав спуст, можам да кажам, многу добар спуст. Горе луѓено, може тука тој пред побрзо да го помина, али генерално реално добар спуст направив. Стварно е стрмна стазата. Знаеш, тркачи Дивио Мивио, Филип Цветковски, свака му час. Значи на луѓето воза Данхил. Јас сум појче пате за планината, а иначе Данхило, знаеш, ми е, како ти кажам, абе адреналино го сакам, адреналино, како не. Ама никош не сум купил Данхил байк, никош нема купам. Да ги имам, да, би го свртил едно кругче две, чисто за да го пробам, да го сетам. Нема возено до се Данхил, искрено. Значи, нема возено, што се? Значи се валиме за нешто што овде како имам паднато комал. Возам од 25 години, така да не сум бил мал. И така да ретига. Шумо, другар. Ќе се видиме, малце да видам. Рацедилно. Некои битни информации од телефоно, знаеш, ебе, мајка мора да се работи. И така ти викам, другар, се надевам дека после Великденов ќе поеме со Марче до Битола, да извозиме Данхил. Битолската стаза сакам да ја научам убаво, да ја извозам. Тој последниот скок може и нема да скокнам се наредниот 2-3 пати, ама имам желба, знаеш. Фрлал многу, вака правил, така правил. Гипче. И оде, знаеш, завршуваме со спусто. Убаво кревко си возам. Овде ми завршува стазата. Селце трейл. И има макадан патче наваму, ама горниот дел е многу стрмен и многу адреналински и ако си адреналин джанки, многу ќе те бендиса. Ништо не фали на стазата, дај не од Господ. Како Господ, никој не е. Фала ти, Господе. И се гледаме кај наредни видеа. Се надевам не дела. Лайк ми, subscribe ми. Поддршка за каналот, кој што кажам слабо, Али ајде, дај Господ, ќе се мини то и ќе шуш-буш. Да не заборам. Купете некој блузиче, пичкам. Многу суми во кучината. Значи, подобри се од... Ајде, ќе кажеме понатаму збор 2. Ајде, поздрав!